Господине Тераваре, ви благодарам што прифативте да бидете гостин во емисијата Спектар, која што нормално во ова време ја третира COVID-19, што преземаат кризните штабови, како се однесуваат здравствените власти, нормално луѓето. Па би ве запрашал, кога започна пандемијата, кои беа вашите први чекори, односно чекорите на кризниот штаб, кои што ги презедовте за намалување на ширење на заразата? Добро, првите пациенти што се регистрираа во Македонија, ако не грешам, беа на крај на февруари, 26 или 27. Одма после тоа, една помала екипа од општина Гостивар, викнавме наши пријатели кои што се инфектолози и епидемиолози, и баш тука во мојата канцеларија имавме состанок на која што одредивме кои би биле нашите насоки како локален кризен штаб, евентуално. Тогаш не рековме како кризен штаб, туку како група за менаџирање со евентуална епидемија, нели се најавуваше дека може да се комплицира, може да има повеќе инфицирани. И веднаш по тоа, се уште немаше ни вонредна состојба ни ништо, во почеток на март организиравме една обука со докторот клиника за инфективни болести, кој што дојде и држеше предавање на вработените во општина Гостивар, во администрација и во училиштата кои што работеа, директорите само беа. После тоа се дадоа првите насоки на што треба да се внимава, нели тогаш повеќе зборувавме за хигиената и почнавме интензивно пред да се распуштат учениците, со чистење на училишта, им дадовме насоки на директорите, на комуналното предпријатие, исто така за да почнат поинтензивно во градот да се чистат. Тогаш немавме дезинфекција на улици, само чистење. И мислам дека ние бевме како општина меѓу првите кои што почна со одредени активности, и ако искрен да бидам, тогаш бевме лаици што и како ќе течат работите. Меѓутоа првични информации дека треба да бидеме многу внимателни добивме од нашите блиски пријатели епидемиолози и инфектолози. И после тоа нели беше се распушти училиштата, прекинаа со работа, потоа почна со полициски час, потоа вонредна состојба и нормално ние формиравме кризен штаб. Тогаш веќе локалната екипа за менеджмент со COVID-19 полека прерасна, свикавме и други луѓе и од други институции кои што се поврзани во градот со состојбата, со инфекцијата со корона-2 вирусот, нели ги викнавме директорите на болницата, општата болница во Гостивар, на здравствениот дом, директорот на Институтот за јавно здравје во Гостивар, представникот на Центарот за управување со кризи, од инспекторатите за труд, директорите на јавните предпријатија во Гостивар. Потоа јас сметав дека треба да бидеме како стара општина, да ги покриеме сите три општини кои што се поврзани многу меѓу себе, Врапчиште и Маврово. Затоа и почнавме како работа, како да речам мал регионален штаб, Маврово и Ростуше, Гостивар и Врапчиште. И така функциониравме како кризен штаб. Морам да кажам дека во почетокот, па и цело време овие 2 месеца, одржавме, ако не грешам, 14 или 15 состаноци. Во почеток имавме по 2 состанока секоја недела, за да разменуваме информации. Односите меѓу сите институции кои што имаат некаков импакт беа многу коректни, сите беа заинтересирани да помогнат во таква состојба и релативно добро поминавме како град. Ја би сакал да кажам дека на почеток, се уште пред да се објави вонредната состојба од претседателот на државата, ние како општина веќе почнавме со материјали, нели, во Министерството за здравство беше само на македонски јазик. Ние земавме од таму, од Светска здравствена организација, ги преведувавме делот нив и турски, албански и македонски. Скоро секој ден излегувавме со одредени препораки до граѓаните и после тоа почнаа сите општини и државата се повеќе материјали да става за COVID-19. Ние снимавме и одредени спотови, видеоспотови, тоа повеќе го правеа активисти бесплатно, луѓе кои што сакаат да ја помагаат на општината и нормално и наши вработени кои што работаа про боно, без никаква материјална надоместок, никаков материјален надоместок.
се со цел да им кажеме на луѓето колку е сериозна состојбата, дека треба да ја сватат многу сериозно и да се придржуваат на сите препораки што се даваат од релевантните институции. Партамиране шаќрис, рини на штапи. За доброто на општеството, останете дома. Савлы Ичин, Калинаевд. И на крајот на денот, денеска или сме 4-5 дена пред завршување на вториот пат од вонредна состојба, значи 60 дена вонредна состојба, денеска сме можеби 55-54 ден од тие 60 дена, може да констатираме дека ако Маврово, Врапчиште и Гостивар покриваат околу 150.000 жители, барем според последната регистрација на населението, мислам дека сме меѓу градовите или општините, заедно зборам, со најмал број на инфицирани. Може би да сме општина со најмал број, меѓутоа меѓу општините со најмал број на инфицирани, вкупно сите три општини имаат 19 инфицирани, што е релативно добра цифра, мала цифра, од кои што активни случаеви се само 4, 2 во Маврово и Ростуше и 2 во Гостивар. Во Врапчиште веќе немаме активен случај. За жал имавме од тие 19 2 кои што завршија летално, значи завршија со смртен исход и веќе може да речеме дека околу 19, значи 11 пациенти или 12 се два пати тестирани и се негативни, така да веќе се рачунаат како излечени. Така да многу гордо можам да речам, барем до сега, трите општини со заедничкиот штаб добро функционира и резултатите се евидентни. Така. За поздравување затоа што претходно видовте дека треба соработка помеѓу општините, затоа што нели таа граница помеѓу Врапчиште и Гостивар практично само на хартија е, сепак нели граѓаните флуктуираат и од една во друга општина. Каква беше соработката со овие општини, што преземавте заеднички чекори за справување со ширење на заразата, затоа што во Тетово имаме случај каде што практично, односно Тетовско, сите 6 општини се поврзани, па сега нели општината увиде дека треба нешто се преземе, а тоа што го презеде укинување на јавниот превоз од една до друга општина. Значи ние од почеток бевме многу координирани, посебно општина Врапчиште и општина Гостивар. Маврово до пред 5-6 дена немаше ни еден случај, што беше многу добра вест, меѓутоа градоначалникот скоро на секој втор состанок учествуваше. Нормално, после официјалните состаноци, ние имавме и неформални средби, во кои што си разменувавме искуства. И Гостивар можам да речам дека меѓу општините во Македонија беше меѓу ретките кои што прва започна со миење на улици, меѓутоа после тоа поминувавме и со дезинфекција. Започнавме со дезинфекција на училишта, на институции комплетно, кај што е општинската администрација, таму кај што можеме ние. Директорите на и медицинскиот, значи болницата и на здравствениот дом ни бараат таму да има, бидејќи има фреквенција повеќе на луѓе, таму да биде почисто и повеќе дезинфицирано. Значи бевме многу интензивно со таа колективна хигиена. После меѓу првите почнавме со дезинфекција на колективни згради кај што живеат повеќе луѓе, повеќе семејства. Почнавме со дезинфекција на паркови, на седишта кај што седат луѓе, на кантите кои што се во градот. Истото тоа почнавме да го правиме и да им помогнеме и на општина Врапчиште.
Општина Маврово немаше таква потреба, меѓутоа им се понудивме, ако треба нешто, ние можеме да поминеме некој ден по тие села кај што мислат тие, оти и таа по површина е огромна општина Маврово, кај што сметаат дека треба наша помош. Меѓутоа ви велам, тие немаа случаеви до пред 5-6 дена, затоа и некако бевме посмирени заедно дека и нема да се воопшто појави тамо. Меѓутоа, ете, сега имаме 2 регистрирани случаеви. Овие денови можеби ќе има и други, меѓутоа треба да бидеме свесни дека ние со коронавирусот ќе мора да живееме. Немаме друг излез. Значи, гледам дека некои луѓе во Македонија, посебно централната власт, некако инсистира дека мора уште полициски час, мора уште рестриктивни мерки, што воопшто не е со тоа што го кажуваат во светот еминентни експерти. Нели, не сум ни епидемиолог, ниту инфектолог, меѓутоа имам пријатели и сум општ доктор и можам да кажам неколку збора за тоа. Тоа ми беше следно прашање, што очекувате, затоа што, нели, да споредам пак со Тетово, кажа дека Тетово не е ризичен град пред неколку дена, сега имаме од Тетово заболени 19 пациенти за само 3 дена, Тетовскиот регион. Сега властите велат Тетово е ризичен град. Дали очекувате повторно втор бран, како што велат властите, или кој е вашиот став за коронавирусот во периодот што следи? Јас од почеток сум го кажал тоа, бидејќи не дека го открив, го читав од препораките на Светска здравствена организација и одредени трудови кои што излегуваа. Значи, сите препораки беа во почеток да се биде безмилосен, да речем. Рестрикции до крај, колку што може. И ние требаше тоа да го направиме првите 4 до 6 недели, нели кога го зборувавме пикот. Тие 4 до 6 недели се тој период 2 генерации или 3 генерации на вирусот, нели инкубацијата е 14 дена, 2 недели, 3 пати по 2 недели, 6 недели. Тогаш требаше да бидат рестриктивни мерки максимални, со полициски час, со недозволување затварање на сите колективни објекти. Меѓутоа, после 6-та недела, треба полека да се олабави ситуацијата, полека да се суспендираат одредени, како да речам, ограничувања. Меѓутоа, за жал, во Македонија јас гледам дека централната власт, посебно Министерството за здравство, нема никаква визија како ќе одлучува и како ќе биде понатаму. Значи, тие толку стихино одлучуваат, како ќе им рече некој, или генерално ја ги слушам пресконференциите што кажуваат во Србија, пратете ги, после еден ден ќе ги слушнете истите зборови од Министерот за здравство во Македонија. Значи, апсолутно, тотално немање никаква стратегија како ја гледаат ситуацијата после 2 месеци, после 3 месеци. Нели, велат ќе има и втор бран. И најверојатно ќе има и втори и трет бран. Значи, треба да им кажеме на луѓето дека ние ќе продолжиме и мора да живееме со коронавирусот. До кога? Додека се најде вакцина. Кога ќе се најде вакцина? Најверојатно некаде пред Нова година или после Нова година. До тога што правиме? Ќе седиме со полициски час затворени, цел свет почнува да олабавува, да ги отвори и кафетериите, и рестораните, меѓутоа и џамиите, и црквите, и сите училиштата и градинките. Што правиме ние? Ние не знаеме што. Треба некој да каже, да излезе таравари и да каже дека треба и џамиите да се отворат. И после тоа да има полемика 2 дена, и после Министерството, еден министер да излезе да рече може, другиот да рече не може, премиерот да им даде препорака не може, значи хаос, тотален хаос. Значи, што треба да направат е многу едноставно. Да отворат во веб страната на Хрватска, Србија, Словенија, Австрија, Германија, Швајцарска и да видат како тие се спроведуваат. Што имаат тие? Имаат протоколи. Протокол за црква, протокол за училиште, протокол за градинка, протокол за ресторан, протокол за кафич, протокол за сите институции и препораки во тие протоколи. Значи, како треба да се однесуваме ние ако одиме во училиште? Како треба нашите деца да се однесуваат ако одат во градинка? Како ние треба да се однесуваме ако имаме литургија или ако имаме во црква некој обред или ако имаме во џамија клањање? Како треба луѓето да се однесуваат? И што чекаме ние? Чекаме самите институции, значи, да дадат препораки, а не компетентните институции. Зошто го велам ова? Затоа што имате сега
препораки како да се однесуваат, ви дава од џамијата ви даваат како да се однесувате, да имате ракавици, маски, што е окей тие да дадат, меѓутоа сите тие препораки, тие протоколи треба да поминуваат низ институциите, компетентните институции на системот. Кога увелам тоа, мислам на Комисијата за заразни болести. Тие да го разгледат тој протокол и тие да го дадат официјално, може или не може, или да дадат одредени други препораки, дополнителни, или да речат ракавици не мора, само маска ако носите и ако имате физичка дистанца од 2 метри едни од други, доволно е. Меѓутоа не да оставаат тоа да го препорачат кој ќе стигне и кому ќе му текне. Ја не фелам дека исламската заедница го открила тоа. Тие најверојатно го земале тоа од Босна или од Хрватска, кај што веќе има такви препораки, и ги превеле на македонски, на албански, на турски, и веќе ги пуштаат низ луѓето. Што мислам дека не е во ред. Не е во ред, не дека ја инсистирав да се отворат џамиите, нема, ние треба да продолжиме да живееме. Меѓутоа, тие препораки мора да поминуваат низ Комисијата за заразни болести. И тие да го дадат зеленото светло. Ја мислам дека тие не размислуваат поинаку од нивните колеги во Австрија, во Швајцарија, во Босна или во Хрватска. И тие горе-долу се... тоа е науката, нема друго. Меѓутоа, освен за џамии, треба ова да има и за цркви, за училишта препораки. Мора препораки, протоколи со препораки. Инаку, треба да излезе и премиерот, и министерот за здравство, да им каже на луѓето, видете, ние направивме се што можевме да нема гужва во болниците. Нашиот здравствен систем е слаб. Меѓутоа го поминавме првиот бран, кој што обично е најопасен. Вториот е многу поблаг. И ќе резистираме и ќе бидеме подготвени. Меѓутоа треба да знаете дека ние, додека се открие вакцината, мора да живееме со коронавирусот. Мора да се справиме, мора да се навикнеме дека и тој е дел од нашиот екосистем. Така да, додека се открие вакцината и после тоа, откако ќе се вакцинираат сите луѓе, ќе кажеме дека пандемијата или епидемијата од корона 2 заврши, веќе болеста е ерадицирана, значи воопшто ја нема, и продолжуваме со животот како порано, иако никогаш веќе нема да продолжи животот како порано, ова секако ќе има импакт во понатамошниот начин на живење на луѓето. Да. Од 23 април задолжително е носење лична заштитна опрема на лицето при напуштање на домот, во сите затворени и отворени јавни места, кога нема да има можност да се одржи препорачаната физичка дистанца од 2 метри. Заштитната опрема за лицето е респираторна маска, марама или шал со кој се покриваат устата и носот. Физичката прекривка на носот и устата, кај сите граѓани ќе овозможи прекин на преносот на вирусот. Заштитна опрема задолжително се носи во сите затворени јавни места, каде што има повеќе лица, како маркети, продавници, банки, пошти, здравствени установи, како и при користење јавен превоз. На отворено, заштитна опрема не се носи само ако престојувате во дворот или терасата од вашиот дом, ако возите велосипед, ако спортувате на отворено или ако се возите во патничко возило со лица со кои што живеете во заедница или домаќинство. Да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Секако сите сме свесни и се согласуваме дека е најлесно да се воведе полициски час за да се намали ширењето на заразата, меѓутоа како што кажавте вие, последиците по другите сектори се многу големи, посебно по економскиот сектор. Може ли да ни кажете што се загубија фирмите тука во Гостивареве? Чинам дека денеска ќе има отворање на објекти, односно по систем плати и земи. Точно така, ние прво ќе кажеме за бизнисите, тие се најбитни. Овде повеќето луѓе живеат денес за утре, значи работат по дневници или неделни плати што земаат, така да нивните резерви беа многу мали. И затоа после нефункционирање од 2-3 недели веќе почна тоа да се осети кај граѓаните. Значи им ограничивме, ја не знам зошто, се уште не ми е јасно, неколку пати ги прашувам јавно и Комисијата за заразни болести, кои што како министер јас ги избрав, ги прашувам зошто е забрането кафе да се земе, да се пие,
а може да се земе кебапчиња, бурек, рестораните да работат по системот купи и оди, а не може кафето да се купи. Се уште не ми е јасно и пак јавно ги прашувам да ми објаснат зошто не може по шалтерски систем да се продава кафе и да оставиме и одредени кафетерии кои што продаваат само сокови и кафе, да не може да продадат нормално. Луѓето само да си го земат и да си одат. А може само послуги да работат, може ресторани да работат, може други угостителски објекти да функционираат по системот земи и оди, а кафетериите не можат. И ова е енигма. И ова се случува исклучиво во Македонија, никаде друго. И нормално тоа се осети кај повеќето граѓани и ние како институција, како локална власт, го осетивме тоа. Значи, нашите приходи за март и април се околу 75% помалку во однос на март-април 2019 година. Што е, значи, 3/4 од тоа што сме го имале како внес во општината, како плаќање на даноци или други давачки што се даваат на општината, сега се 3/4 од нив помалку. И нормално тоа има импакт веќе и во секојдневното функционирање како општина. Да не збориме, ние и сме опозицијска општина, единствена урбана опозицијска општина, кај нас се уште владата нема донесено ни една маска. Кога велам ни една маска да донира, да помогне нешто, или да ни отворат телефон и да не прашаат евентуално да не ви треба дезинфициенси или да не ви треба ракавици да ви донесеме. Значи немаме ни еден денар и никогаш до сега не прашале дали ви треба нешто, дали можеме нешто да ви помогнеме. Како и да е. Нашите препораки почнавме како локален штаб да дадеме одредени препораки кои што генерално се прифатија од централниот штаб. Велам се прифатија бидејќи тие немаат визија. Тие не знаат кај одат. Значи ние им кажавме први дека не треба до 4 часу да биде полицискиот час, туку да се помрде до 7. И тоа ја го кажав пред Рамазан, се со цел да не се створи гужва за ифтар. Тоа е време после 7:30. Значи во 7. Немојте во 4, имаме гужви. Секаде кај да одите во продавници, луѓе купуваат и трчаат да купуваат. Скратете го полицискиот час и веднаш после тоа, после 2-3 дена го прифатија тоа и го направија полицискиот час да биде во 7. Исто така за викенд, веќе беа 4-5 викенди кои што бевме затворени. Ние кажавме дека треба да се работи, тоа почна од пред првомајските празници, да биде до 3 ние побаравме, тие направија до 2. И тоа е убаво, пеки, и тоа е добро прифатено. И за кафетериите побаравме и веднаш одговорија дека може кафетериите да продаваат по системот купи оди, земи и оди. И јас излегов пред медиуми и им кажав дека од утре можете да ги отворите. Имаме заклучоци на влада, точка број 6 е разгледан, значи предлогот на општина кризниот штаб на општина Гостивар, Врапчище и Маврово, локалите, односно кафетериите, да може да продаваат и кафе по системот земи и оди. И ја го објавив ова во медиум и кога навечер мои блиски пријатели ми кажуваат: внимавај, се подготвуваат пазарни инспекции, полиција, утре да згазат во Гостивар, да ги казнуваат луѓето и да им кажат дека ете го слушнавте градоначалникот, сега плаќајте. И нормално, ја никогаш не би сакал граѓаните да патат од нешто што не го правиме намерно за да ги казнуваат. Целта е да им помогнеме на малите бизниси. Затоа и инсистиравме како локален кризен штаб да се отвараат тие кафетерии, да речам. Ја навечер ги замолив сите кафетерии да не ги отвориме од утре, туку да причекаме тоа официјално да дојде. До минатиот понеделник тоа очекувавме. На 4 мај реков сигурно ќе ни кажат дека можеме да ги отвориме. Помина 4, 5, 6 мај, тоа што беа заклучоци од седницата на владата на 30 април, не стигнаа до денеска, до 11 мај. И денеска не известија дека можат и кафетериите да продаваат кафења, значи тоа е повеќе од 11 дена. Не знам зошто, дали се тера инает или нешто што е донесено како заклучок на влада, да не се објави до 12 дена. Чудно е, меѓутоа, како и да е, кафе ќе може од денеска да се продава и да не се казнуваат и се надевам до крај на неделата, ние утре имаме кризен штаб, повторно ќе предложам да ги отварат и надворешниот дел на
кафетериите да можат, меѓутоа да има растојание помеѓу масите минимум 2 метара. Да, и во маса да нема повеќе од 20 луѓе. Тоа би биле првите чекори кои што можеме да ги направиме до крај на неделата и се надевам дека ќе започне владата. Моја сугестија ќе биде повторно утре полицискиот час да биде до 11, да не биде до 9. Видите, ако биде до 9, одма после истарските постови ќе излезат луѓето и ќе биде гужва, ќе имаат само 1 час. Подобро дајте им 3 часа до 11, после 11 нека продолжи полицискиот час и се надевам после во редната состојба да се тргне комплетно полицискиот час. Меѓутоа, при тоа би сакал да кажам дека граѓаните треба да бидат многу дисциплинирани. Сега кога ги суспендираме ограничувањата, сега почнува нашата вистинска битка. Значи, во која смисла битка? Сега, ако ние се придржуваме на протоколите и на препораките, ние нема да го осетиме, ќе живееме со короната без никакви проблеми, додека се открие вакцината. Ако бидеме недисциплинирани, ќе ни се случи Дебар, Куманово, Тетово, Прилеп, Велес, значи вакви ситуации, кај што ви гарантирам сите овие поголем број на случаеви во одредени градови се како последица на непочитување на препораки. И ние во Гостивар и во други градови и по села, ако не се почитуваат препораките, повторно ќе имаме кризни ситуации, меѓутоа нема да би избувне веднаш во цела држава. Туку ќе бидат во одредени градови и треба и во нешто да се согласиме дека мора да го поминеме ова. Мора да створиме и да набилдаме колективен имунитет. Што побрзо, толку подобро. Така. Настрана угостителските објекти, како е другиот бизнис сектор на ниво на општина Гостивар? Дали има доста отпуштање во Тетово, да речеме во овие 2 месеци имаме 1000 отпуштања, значи бројот на невработени голем за разлика од лани. Во Гостивар каква е таа бројка и дали после поминувањето на оваа ситуација можеби има најави од собствениците дека ќе ги вратат работниците на своите работни места? Значи, за жал во Гостивар многу малку фабрики има. Тие што функционираат, се функционира и во овој период. Ја немам информации дека се распуштени. Генерално вработените се по угостителските објекти. И таму слушам дека повеќето не може да ги плаќаат и генерално ги плаќаат, ви велам, со неделно или месечно, меѓутоа тие не функционираат и нема логика да ги плаќаат да не работат. Така да има луѓе кои што се привремено распуштени од работа, меѓутоа јас се надевам сега кога ќе се отворат објектите, ќе ги вратат на работа и ќе си нема да има некакви, да речам, некаков импакт во невработеноста во Гостивар. Инаку, за разлика од другите градови, ви реков, ние немаме некакви капацитети на фабрики кои што имаат огромен број на вработени, за разлика од фабриките кои што функционираат во Источна Македонија. Онлайн образованието како се одвива во Гостивар? Имавте ли доволно средства, односно дали учениците имаат доволно средства интернет за да го спроведат таа настава? За жал требаше да ни се случи пандемија за да почнеме одредени платформи да развиеме онлайн. Иако има препораки на влада од 2013-15 година да има резервни такви платформи, и во овој период и ние имаме чести состаноци со директорите на училиштата да видиме како течат работите по онлайн наставата. Министерот за образование за жал овие 3 години повеќе имаше работа со инспекциски надзори во Гостивар, отколку што размислуваше нешто да направи конкретно и убаво за образованието. И затоа пандемијата не затекна образовниот систем за никаде. За никаде го велам, бидејќи во Гостивар, според нашите информации што ги добиваме скоро секој втор ден од директорите на училиштата, за жал само 50% на учениците ја следат онлайн наставата, што е огромна цифра на луѓе кои што деца што не ја следат. Што е причината зошто не ја следат? Одредени луѓе немаат интернет. Одредени луѓе, околу 900 ученици во Гостиварско, нема апарати, електронски апарати. Ниту смарт телефони, ниту таблети, ниту компјутери. И во овој период ние организиравме одредени хуманитарни акции со бизнисмени, со луѓе кои што сакаат да помагаат и успеавме само за 2 месеци да снабдиме околу 400 ученици со електронски апарати за да може да следат онлайн настава. Така да скоро половина од тие што нема веќе се снабдени.
Меѓутоа, повторно тие платформи кои што се користат, има многу работи кои што не се како што треба, иако гледаме дека наставниците, учителите, професорите даваат максимум од нив, меѓутоа повторно тоа не е така како што треба. И се надевам дека ова ќе биде добра поука за владата и за министерот за образование, да не оди да земе ингеренции по училиштата, по директорите, по одредени општини кои што се опозициски, туку да се спремни за вториот бран, евентуално, иако ја се надевам тој ќе биде скоро неосетлив кај луѓето, нема да го осетат, меѓутоа да биде подготвен со сите платформи кои што се потребни, како што цел свет функционираше во овој период кога не се работеше. Јас лично не се согласувам дека училиштата и учениците не треба да се вратат во училишта, напротив, ние имаме многу училишта, посебно во селата, во Гостиварско, кај што во училница се 3, 4, 5, 7 ученици. И тие може да ја очуваат таа дистанца. Во училиштата во градот, кај што има поголема гужва, може да се организира повторно помал број на ученици со скратени часови по 30 или 25 минути. Меѓутоа, учениците полека да се вратат по училиштата и да се адаптираат како ќе ја почнат учебната година идната година во септември. Исто така мораме да направиме протоколи за во училишта. Иако не гледам уште дека владата размислува за протоколи за во училишта, едноставно донели одлука дека оваа учебна година заврши и толку. Ја мислам дека јуни и јули можат учениците да одат, можат да компензираат нешто од тоа што изгубија и тоа би било многу корисно за учениците. Коронавирусот ги одложи изборите, меѓутоа сега, нели, што очекувате? Дали ќе има наскоро избори? Ве прашувам како потпредседател на Алијанса за албанците ова прашање. Добро, јас сум генерален секретар на Алијансата. Моја прогноза е 5 или 12 јули ќе се одржат изборите. Јас го слушнав господинот Заев, тој сака 14 јуни, меѓутоа тој секогаш функционира пазарџиски. И дава 14 јуни за да ние кажеме 29 јули, да, и на крај да се договориме за 5 или 12. Утре ќе се одлучи, јас се надевам дека тоа ќе биде 5 или 12 јули. Тогаш би било најдобро, бидејќи се работи за ќе имаме повисоки температури, високите температури влијаат на намалување на заразноста, патогеноста на вируленцата на вирусот, така да се надевам тоа да биде почеток на јули нека да се одржат избори. Меѓутоа тоа нема да биде таа кампања која што, нели, сме гледале минатите години. Но дефинитивно повторно ќе речам можеби по 5 или 10 пат треба да има протоколи за тоа. Да се каже дека може да има, значи, собири не повеќе од 50 луѓе. Дистанцата помеѓу луѓето да биде метар или метар и пол. Сите да носат маски во тие собири или состаноци што ќе има. Значи оваа кампања ќе биде малце поинаква. И мислам дека и тоа е убаво, да се навикнеме и вака да се надпреваруваме. Мислам дека собир на повеќе луѓе веќе никаде во светот и не се практикува. Освен еден собир има, и Америка има избори сега 3 ноември, конвенции си имаат двете партии и после тоа има мали состаноци на председателот со повеќе групи од интерес кај што мислите треба да оди. И тоа ги намалува и трошоците, посебно ние како партија која што имаме помалку пари, да не речам воопшто, за нас е најдобро да има што помали собир. Господин Треварович, ви благодарам што прифатите да бидете гостини во емисијата Спектар. Ви посакувам добро здравје на вас и на сите жители од општина Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростош. Ви благодарам за можност. Ви благодариме што седите дома. Ви благодариме што спасувате животи. Ги штитите сите сограѓани, вашите семејства и пријатели. Наскоро ќе се вратите во нивните приградки. Знаеме дека не е лесно. Начинот на живот целосно се промени. Знаеме дека вложувате многу напор и труд да ги прифатите промените. Но верувајте, вашиот влог денес е влог во подобро здравје утре. Ова е ретка шанса за секој од вас да биде херој. Секој може да направи разлика. Ви благодариме што седите дома.